Македонија 2025 ја отпочна програмата за предприемачи на семејството Битов. Како ќе помогнете во градењето на капацитетите на идните македонски бизнес лидери? Организацијата што ќе исполни ова програмата се вика КЕСО во Канада. Таа постои преку 50 години, има работено по цел свет. Преку 22.000 имаше проекти по повеќе од 122 држави. Работат блиску со компаниите. Веќе си се таму со ними од 2 до 4 недели. И тие проблеми што ги има или тоа што сака да достигнат компаниите, овие луѓе со своето искуство ќе можат да му помогнат. И тоа е услуга, речи си без пари. Да се викне некој консултант од големите компании светски, тие коштат некои 2-3 евро денски. Овие луѓе тоа го прават без пари. И затоа мислам да е ефективна програма, е проверена по цел свет, има работено и мислам дека има потреб во Македонија. Тоа што јас гледам од 2006 година, почнав во Македонија 2025, има во македонците потенцијал, само нема искуство или нема специјалности. И овие доброволци од Канада тоа го имат и можат, тоа е способот како може да помогнат. Колку компании ќе учествуваат во програмата? Кои се условите и кои сектори ќе бидат покриени? Семејството Битови, тие ќе обезбедат до 7 волонтери секоја година. Финансиски ќе трае 3 години со ними, ама тоа не е крајот, тоа е само почеток. И има намера да се расшири програмата и за македонската економија, ако имаме среќа 15-20 компании годишно да можат да учествуват во програмата, тоа ќе биде vrlo добро. Секторите прехранбена индустрија, туризам, IT и производство, речи си се, ама Канада има своите специјалности, овие сектори сме силни во Канада и затоа е многу сходно со тоа што е во потреба во Македонија. Каква е агендата на Македонија 2025 за годинава? Останувате ли посветени на привлекувањето странски инвеститори? Програмата Битов и КЕСО е пример дека за да дојдат инвестиции, стварно треба да има добра економска политика, ама и треба да се спреми луѓето да знаат како да се развијат. И зато без обука, без савет од тие успешните луѓе што се по цел свет, тешко да знае човек како да оди. Значи, тоа што последните 2-3 години гледаме, странски инвестиции тешко идат во Македонија. И очекуваме за климата да стане подобра, за да има нови речиси или закони или импулс нов политички да се светот да разбере дека Македонија е стварно место кај што може да се инвестира, ако е мал пазар и сепак ако влези во Унијата, тоа ќе биде голем знак за инвеститори и сигурно има тие што чекат. Јас мислам, лично, не треба да се чека. Пого сега да се влезе во Македонија и ако испадне тоа, ќе биде уште порано. Ви благодарам за интервјуто. Фала.